Собствениците на кории ги бараат назад лиценцираните шумари. Беше донесено ново законско решение со кое лиценцираните шумари веќе нема да бидат даватели на услуги и од тогаш живееме во некоја друга реалност со оглед на тоа дека само јавното предпријатие е давател на услугите маркирање, односно прием на дрвна маса. Предложението и понатака е за демонополизација на пазарот на услуги и сме за тоа лиценците повторно да се вратат, значи покрај јавното предпријатие и лиценцираните субјекти да даваат услуги на нас собствениците. Ова е една од основните поенти која собствениците на приватни шуми ја истакнаа на денешниот состанок во Штип. Барањето е резултат на се позачестените кражби на дрва кои кориите им ги опустошија. Ние имаме многу проблем со кражбата таму. Нашиот крај тај, утидиво е селото, али малце потека зафрлено, запустено. А ние се организираме и сами одеме дека многу пати, нели, крадците, они инокеска работат и да, они се вооружени и одеме таму како да ги опоменеме, така. Ова е најголем, но не единствен проблем на овие луѓе. Тие, за да можат непречено да вршат сеча од своето, бараат и други олеснувања од државата. И дават еден рок многу близок за некој ден. Ја доби решение за вика сечи, ама сечи за 5 дена да се. Јас не можам за 5 дена, ја некна много скрши, разбираш? Дават некне веќе толку за 10 дена 15. Трупиме, малко даде, удобри. Не е цепене оште, шумата ми е така, шумата ми стоат не е цепене. Надеж на собствениците за обновување на кориите е новината која предвидува субвенции за подигање на нови шумски насади и нивна обнова. Инаку на ниво на држава има околу 84.900 хектари под шуми, чии собственици се приватни лица, што представува 13% од вкупниот шумски фонд во државата. Инаку на ниво на држава има околу 84.900 хектари под шуми, чии собственици се приватни лица, што представува 13% од вкупниот шумски фонд. На ниво на источен регион во приватни раце се шумите на околу 6.000 хектари.